Се беше тивко долж границата меѓу Северна Кореја и Русија, додека возот со кој патуваше севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун го сечеше пейзажот под течението на реката Тумен. Ким се качи на неговиот личен воз вчера на попладне, придружуван од неодреден број членови на владеачката партија во земјата. Во делегацијата најверојатно е неговиот министер за надворешни работи Чоe Сун Хуи и неговите двајца високи воени функционери. Тој денеска треба да се сретне со рускиот претседател Владимир Путин, но точната локација и времето на средбата не се откриваат. Путин е во Владивосток, на далечниот исток на Русија, која е на околу 200 километри од границата со Северна Кореја. Таму на источниот економски форум ја истакна важноста на соработката со азиско-пацифичките земји. Најави тројно зголемување на производството на течен природен газ во следните 7 години. К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год. В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе Мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России. И покрај замрзнатите девизни резерви од страна на Западот поради војната со Украина, Путин тврди дека Русија заработила двојно повеќе од тогаш. Тој истакна дека негативните последици неизбежно ќе се случат и дека веќе им се случуваат на земјите кои вовеле такви мерки против Русија. Да мы уже в 2 раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. Поэтому Бог его знает. Но сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них. Они уже наступают. Аналитичарите од САД велат дека Москва сака оружје од Пјонкјанг за војната во Украина. Северна Кореја во меѓувреме сака помош во храна и можеби технологија, за да и помогне во незината забранета нуклеарна ракетна програма. Ова е прво патување на Ким во странство по 4 години. Тој последен пат се сретна со Путин лице в лице во 2019-та.